Јас сум почнал да работам од 1989 во гимназијата Орце Николов, а така, 1000 и повеќе ученици кои што можам да речем дека навистина сум ги сметал и тие ме сметаат. Јас нив како свој деца, тие мене како родител. Средно завршив пред точно 20 години. Душко формално не беше класниот раководител. Тоа се случувало со мене кога сум бил ученик, некој се грижал за мојот живот. И ни беше, и ни остана по тоа како некој во дадени моменти од животен консултант за некои работи. Неверојатно сум среќен кога се наоѓам во училница, без оглед што во оваа држава тоа е една сосема потценета, да не речам сосема згазена дејност. Самиот збор образование во себе содржи дека мора и да го воспитуваме и карактерот. Треба некој да се оличноснува, односно да се подготвува да се прави личност, да се помага да станува личност. Професорот Дуре не беше професор кој што би го избегнувал во ходниците. Па, тој никогаш не посматраше нас како маса, туку секој посебно го гледаше како личност со своји предности и мани. Поголемиот дел, да не речам најголемиот дел од наставниците, едва и ги запомнуваат имињата и презимињата на учениците, а не пак да откријат каква личност се крие во нив, што е тоа што е благородно во нив и да се негува, да се надградува, што е тоа што се грешки кои што треба да се поправат и да им се помага да се поправат, да стануваат разумни, зрели личности кои што ќе имат некаков однос кон нештата. Ние не сме некоја голема земја со многу луѓе каде што можеме да ги пропуштаме сите оние од кои што можеме да добиеме како заедница нешто што ќе биде надградено како квалитет. Не смееме тоа да си го дозволуваме, а го дозволуваме. Ние ги пропуштаме сите да ни проминуваат низ прсти, да ни се провлекуваат и да не знаат што да прават понатаму. А нашата задача била дека треба да им помогнеме. И зошто не сме им помогнале? Затоа што следењето на ученикот е најважната работа. А згоре на тоа, јас како професор сум никој и ништо. Значи мене никој не ме консултира, ниту пак ќе го земе предвид тоа моje размислување ако кажам јас за тој и тој ученик дека треба ова да го негува и кон тоа да се гради. Поздрав, пленумци! Треба да ги повторам барањата заради кој што ние всушност сме излегле на еден ваков штрајк. Сега сме доведени во ситуација дури да речеме дали има образование. Затоа што е целосно згазено, останува зборот, останува формата дека е тоа образование, а всушност не е. Тоа е само некакво трчање по некакви резултати и успеси кои што ги има само на хартија. Луѓе кои што секојаш ќе знаат што сакаат и ќе си го кажуваат своето размислување. Ќе ги спротивставуваат своите размислувања и низ спротивставувањето на размислувањата ќе доаѓаат до она што е идеално општество. Бар од моето искуство е дека има доста конформисти, така што некако статус кво и како се зададени работите е доволно и дека нема таа некоја пркост или бунтовност да се променат и да се бара повеќе. Сакам да верувам дека има повеќе, но би рекол дека ретко кој се грижи за учениците како такви. Едноставно луѓето си ја вршат работата за која што секој месец добиваат плата и тука завршува приказната. Не сакам да создадам луѓе кои што ќе молчат и што ќе ја наведнуваат главата, што ќе ги затворат очите.